Добре дојдовте на порталот Работник. Денеска имаме интервју со Јаким Неделков, председател на СОНК, Синдикат на образование, наука и култура. Добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Како сте, добри сте? Па со оглед на тоа што веќе сме последните денови од оваа корона година, одлично. Супер. Изминува оваа година, како што спомнавте. За сите нас беше малку потешка, од здравствен аспект, од економски аспект. Вие СОНК, како најголем грански синдикат, бевте во центарот на вниманието, во делото од образованието, детската заштита, како и од културата. Можете ли да ни кажете каков е социјалниот диалог и партнерството во Македонија? Па да, точно е тоа дека на некој начин бевме и во центарот на вниманието, се разбира во синдикален аспект, од причина што СОНК како, и вие тоа го рековте, како најголем синдикат во државата, застапува повеќе дејности, повеќе групи, почнувајќи од детска заштита, средно образование, основно образование, високо образование и наука и култура. Од аспект на овие дејности, секоја дејност има своји специфики, своји проблеми и ние со сиот наш капацитет се обидуваме максимално да ги надминеме на состојбите, се разбира негативни состојби кои што произлегуваат тековно и во чекор ги решаваме. Доста бевме активни оваа година, практично тоа ни работа и треба да бидеме активни. И еве на различни нивоа го изразувавме нашата подготвеност, нашата желба за социјален диалог и партнерство со надлежните, почнувајќи од директорите на установите, преку локалните самоуправи па до највисоко ниво, тоа се ресорните министри. Наоѓавте ли на соработка? Па тоа е релативна работа, во однос на тоа дали наоѓавме на соработка или не. Генерално да, наидувавме на соработка, меѓутоа со различен интензитет. Некогаш многу коректни ни беа тие социјални релации, некогаш другата страна од партнерите од позиција на власт или позиција на позиција се однесува игнорански кон нас, кон синдикатот, меѓутоа генерално може да кажеме дека СОНК представува една синдикална сила која што е респектирана од работодавачите и мислам дека има коректност, меѓутоа сепак сметам дека е недоволно, односно може многу повеќе да се подигне тој партнерски однос помеѓу синдикатот, односно помеѓу СОНК и надлежните. Знаеме дека од почетокот на пандемијата до денес наставниот процес се одвива онлайн во училиштата. Со какви проблеми се соочивте вие како синдикат представувајќи ги наставниците и дали дел од проблемите се надминати? Ова е една долга приказна за нас, долга година за нас во однос на тоа што ни се случи на национално ниво, а се рефлектира практично секаде во светот. Тоа е пандемијата која што не избегна и нас како држава. Практично од март месец па до ден денешен ние во образовниот процес работиме во вонредни услови каде што се прилагодуваме на состојбите. Навистина беше изненадувачки за сите наставници кога во март месец оваа година практично и се донесе одлука училиштата да се затворат, меѓутоа наставата не прекина и се одвиваше повеќе или помалку во сите училишта. Во исти момент, практично кога се некаде на почетокот на март, 7 март, ако не се лажам беше датата, кога се затворија училиштата со одлука на влада по препорака на Комисијата за здравство, наставниците со својата креативност, со својата заложба за реализација на наставната програма, ја довршија учебната година до 10 јуни така како што знаева и умеева. Значи, ова беше ново за нас, ние претходно сме немале посериозна онлайн настава, иако во светот е била позната таква настава, меѓутоа за жал во Македонија не се применувала и ние освен класичната настава, па за жал повторно ќе кажам, не сме знаеле друга настава. Во летниот период се чини дека државата затаи, Министерството за образование и наука затаи, не беше спремно за од 1 септември да отпочне наставата. За таа цел од 1 октомври
отпушта наставата со така наречена национална платформа, каде што наставниците без посериозни обуки влегоа во таа национална онлайн програма, која што брзо крахираше. Повторно се наоѓа алтернативни платформи со која што наставата до ден денешен се одвива. Тоа е едно од проблемите кои што државата и надлежните во Министерството со различен интензитет на успех или неуспех, како сакате, го реализираше. Други беа проблемите реални на техничка опременост на училиштата, на опременост со компјутери, со интернет, од една страна, од друга страна пак и родителите и учениците кои што седат дома и следат онлайн наставата, исто беше проблем и е се уште проблем капацитетот на опременост со компјутери и со интернет. И знаеме, тоа не е јавна тајна, Македонија е сиромашна држава, каде што не би сакал да шпекулирам со проценти, меѓутоа голем дел од родителите не може да им овозможат на своите деца компјутери со конфигурации такви како што се потребни и со стабилна интернет врска за да ја следат наставата непречено. Тука имаме реални проблеми, особено наставниците, каде што дел може да функционираат и да работат со ученици, дел не можат, особено во рурални средини каде што поинтензивирани се ваквите проблеми. Меѓутоа, веројатно надлежните Министерството за образование и наука и локалните самоуправи и општините ќе излезат со некакви анализи, се надевам на крајот на учебната година, каде што ќе кажат каква била реализацијата, и ако Министерство за образование и министерката веќе излезе во јавност и кажа дека се над 90% веќе во онлайн настава од учениците, меѓутоа не е само да се вклучен и као бројка да ги гледаме, квалитетот како е? Квалитетот, така е. За нас, наставниците, односно за државата, би требало да биде најбитен квалитетот, да знаеме какви кадри ќе излезат после завршување на еден дел од образовниот процес. Така. Се најавуваат реформи во образованието преку спојување на неколку предмети во еден. Пример, историја и географија или пак хемија, физика и биологија. Како гледате вие нова реформа? Дали сте вклучени во процесот и дали работните места на наставниците се безбедни? Сигурни? Дали сме вклучени? Ние сме информирани, не сме вклучени. Значи, вклучени се одредена група на професионалци, толку колку што разбравме од медиумите, кои што направиле национален план, условно кажано реформирано основно образование, и тој план практично беше реализиран и презентиран во јавноста. Јас имав прилика како претседател на СОН, како представник на наставниците, релевантен представник на наставниците, да бидам информиран и да следам таа презентација. Прв пат пред месец и половина можеби и пред некаде околу 10 дена повторно на ниво на социјално партнерство и диалог, представниците на Биро за развој презентираа пред 100 членови на СОНК, го презентираа практично на самиот план. Така, има во јавноста доста отворени прашања се отворија, навистина секој ден има од различни здруженија, индивидуи, професионалци, професори, институции и така натака, има реакции по однос на предложениот план за реформирано основно образование. Ние како СОНК излеговме и многу пати го кажавме нашиот став, а нашиот став се темели врз основа на прво безбедност на работните места. Значи, не би сакали, нема да дозволиме реформи во образованието кои што ќе предизвикуваат рационализација, кои што ќе предизвикуваат технолошки вишоци, отпуштање од работа и така натака. Тоа е број 1 као приоритет кај нас во синдикатот. Второ е, што е исто така приоритет за нас, тоа се просторните и работните услови, кои што исто така реагираме во однос на планирањето на овие реформи. Дали, така како што е планирано, државата има обезбедено инфраструктура, училишта, спортски сали, простори каде што ќе се изведува и наставата и вон наставните активности. Тоа е многу важно затоа што со новиот план се планира
фиксно работно време, некое за наставниците и за учениците, за повисоките класови до 6 сати, односно 6 сати практично на училиште, активна настава или ангажман на учениците, за помалите 5 сати. Тоа би значило навистина зголемен обем на работа на наставниците, доколку нема услови за таква работа, навистина ние ко синдикат ќе изразиме голем револт и непослушност кон таквото планирање на изведување на настава. Сигурно дека нема да се доведеме во ризик да не ја реализираме наставата и да бидеме во опасност да не казни директор, инспектор или не знам кој, а од проста причина што нема услови за таа работа. Ние многу пати во изјави кажавме да се обезбедат такви услови и што е по нас исклучително најважно, тоа е да не се брза и да не се почне од 1 септември, како што е најавено од страна на Министерството за образование, него да има пилот училишта кои ќе пилотираат, каде што ќе се следат сите дејанија, действија на реализација на образовниот процес и ќе се видат сите позитивни, сите негативни страни, така да некаде 2-3 години, можда и 4 години не е изгубено да се потрошат за ротација и пилотирање, во однос на веднаш да се стартува, па да се изгубат многу години и на крај да се покаже дека ова не може да функционира. Во однос на спојување на наставни предмети во еден предмет, тука ќе останам воздржан, бидејќи не дека немам свое мислење или не дека како синдикат немаме свое мислење, меѓутоа сепак во однос на надлежноста на синдикатот дали има право или нема право да се меша во креирање на националната програма, сепак мислам дека не треба ниту еден наставник да се плаши дека неговиот предмет ќе му се намали фондот на часови и ќе остане со помала плата или на генерално на квалитет на знаења и умење на ученици, дека ќе бидат ускратени заради намалување на фонд на часови. Се мисли на ликовно и на музичко, каде што теоретски ќе им се намали фондот на часови, меѓутоа на сметка на тоа ќе има многу воннаставни активности, каде што ќе се дополни тоа и учениците практично уште повеќе би имале часови по ликовно и музичко. Барем тоа теоретски така не е презентирано, практично како ќе биде, навистина не знам, меѓутоа нашето длабоко верување е дека нема никој да остане без часови, односно без работа. Така да, а околу квалитетот, навистина, допрва треба да се види. Многу е битно, освен овој наставен план кој што представува една рамка, битно е наставните програми кои што тековно треба да се прават од стручни лица, меѓу кои ќе бидат тука застапени наставници. Навистина треба да се направат квалитетно, точно содржините да се детектираат кои ќе бидат реализирани во таа наставна програма. Тешка работа ќе престои на советниците на Министерството за образование и наука, на наставниците кои што ќе бидат вклучени, меѓутоа од оваа позиција сега би сакал да апелирам на разумност, на отвореност, на инклузивност, така и Министерството за образование многу често го употребува и термин, меѓутоа на вистина сите оние издржани тврдења од јавноста, од синдикат, од стручни лица за некои работи, на вистина треба со големо внимание да се прифатат за да се направи квалитет во однос на реформите. Инаку секој избрзана реформа ние минатото како која власт ќе дојде така го реформира образованието и никогаш не довршува до крај затоа што у старт веќе има многу проблеми кои што не се предвидени и не сакаат да слушаат од практичари, од нас наставниците и на крај реформите завршуваат така како што завршуваат. Така. Оваа година имавте проблеми со вработените во градинките во однос на нивните права. Многу пати јавно известувавте за овие проблеми. Кажете ни дали се надминати тие проблеми и што превземавте за да се решат овие прашања во градинките? Па ова е стар нов проблем, како да ви кажам.
неколку пати новите министри кога ќе дојдат на позиција на министер, не знам од која причина, може би знам од која причина, се обидуваат да воведат работно време на воспитувачите и негователите, како и сите други работници во државата. Впрочем, никој не бега од тоа дека секој треба да има 8-часовно работно време, односно 40-часовно работно време на неделно ниво. Меѓутоа, заради спецификата на работата, работа со деца и други обврски кои што законот го бара од воспитувачите и од негователите, се разбира дека е регулирано со посебен правилник, со колективен договор и остатокот од работното време. Или да бидам попрецизен, работата на воспитувачите е 6 часа со деца. Тоа значи 6 часа во група ќе бидат со деца. Работата на негователите е 7 часа работа со деца. Останатите час, односно 2 часа, се предвидени за реализација на други програмски активности, кои што можат да се реализираат во различни работни средини. Може во градинка, меѓутоа, може и на улица, може и во театар, може и во зоолошка градина, може и во кино, а може и дома. Сега, во оваа ситуација, Министерството за труд и социјална политика, односно, министерката, скривајќи се зад инспекторката за социјална заштита, наложува да се работи 8-часовно работно време внатре во градинките со деца. Во ек на пандемија, каде што, согласно протоколите, забрането е собирање во една просторија на повеќе вработени, дури и мешање на вработени од една група во друга група. Значи, нашите укажувања се да вработените, другите програмски активности, со оглед на тоа што нема обезбедено работни услови, за да седнат во собствена канцеларија, кабинет, просторија, како сакаме да наречеме, немаат услови да работат во електронски дневник, да пополнуваат податоци, да се подготвуваат за следниот ден, значи дневна подготовка за идниот ден не можат. Не можат онлайн да работат со децата кои што од разни причини не се дојдени во градинка, а работат онлайн со нив. Да комуницираат со родители по разни социјални мрежи и така натака. Заради немање на просторни и технички услови во градинката, тие мораат да работат дома. Сега, во оваа ситуација, по наредба на инспекторот, тие мораат да останат 8 часа тука, работата да се однесат дома и дополнително уште час, 2 или 3 да работат во домашни услови. Тоа значи дека вработените воспитувачи, негователи, место 8 часов на работно време, неретко имаат 10, 11 или 12 часов на работно време. Ние жестоко се спротивставивме и се спротивставуваме на ваквиот однос на Министерството за труд и социјална политика, на министерката, на инспекторите при Министерството за труд и социјална политика, негодуваме и не прифаќаме ваков однос кон вработените. Подготвени си некои правни документи, односно жалби против работењето на инспекторката, против директорите кои што сакале или не сакале записниците, односно решенијата на инспекторите мораат да ги прифатат. За нас социјален партнер е директорот, против директорите ние исто така ќе поведеме постапки, така да оваа работа дефинитивно нема да оставиме така. Портал Работник на YouTube. Притиснете лайк, сабскрајб и удрете на звончето.